мора жена на покрив, зарем и од џачарки постојат со вакви и слични прашања, се соочува Јасмина Атанасова Симјановска секојдневно кога некој ќе чуе дека таа е од џачарка. Ние не ја викнавме тука бидејќи имаме потреба од чистење на оџак, туку за да свртиме опуштен муабет во подкастот зошто на Радио Слободна Европа токму со неа. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Имате диплома за архитектка, но и за оџачарка. Како се случи ова второво и зошто? Па вака, јас архитектурата беше првата љубов, што мислев дека долго време мислев дека ќе биде единствена и целата работа излезе дека па да, верна сум и на архитектурата, ама оџачарството ми е на вистина во моментов, можам да кажам, најголемата љубов, нешто со кое што сум најмногу преокупирана, нешто што најмногу го работам, а инаку да ве поправам, современото оџачарство воопшто не значи качување на кров. Ние сме малце помодерни и барем оние оџачари што поминуваат обука кај мене, чистењето го правиме на многу посовремен начин со современи алатки и најчесто од долу. Да, луѓето навистина прашуваат што бара оџачарка на кров, дека не сме доволно физички спремни, дека не сме доволно силни, но целата работа е дека, да, може би ја немаме силата како што да речеме еден просечен маж ја има, но имаме техника. Така што денешниве техники воопшто не значат дека мораме да одиме на кров. Така, и кои се од овие реакции кои што ги споменавме вака, некои повпечатливи кои што сте ги имале? Кога ќе излезев од она комбето каде што одевме, нели со комплетната опрема каде што е сместена, и првата реакција една господја во години која тоа е работава, јас побарав оџачари, вие оџачарка сте ми пратиле. И така, знае да биде интересно, меѓутоа од друга страна пак веднаш после кога ќе помина првото изненадување, знаат да бидат многу попријателски расположени, секогаш се интересни, секогаш интересно со нас, секогаш знаат да бидат забавни ситуации, покотово што минатата година последните обуки имав малтене женска група кај што беа 4 девојки и 2 машки, каде што мислам тука беше апсолутно доминација, комплетна доминација на жените и супер поминувавме. Мислам, тоа беа млади девојки од 18 години. И беше супер, мислам, сите беа со широки насмевки, со широко отворени врати на домовите, каде што влегувавме и си ја завршиме работата, си одиме. Пред да одиме кон тоа како вие го пренесувате знаењето, како да споменаме како вие стигнавте. Како стигнавте до диплома оџачарка, како се станува дипломиран оџачар? Јас лично сум страшно љубопитна и мене работите некак едноставно ми се случуваат. Не знам како, не знам што, ама ми се случуваат. Бев во Загреб, каде што на службена посета за Министерството за едукација за средно стручно образование, каде што се сретнав во училиште во кое што веќе се прават такви обуки, каде што постои како струка, и така тоа почна од чиста љубопитност, од нешто кое што мислев дека ќе биде интересна приказна за раскажување на внуците еден ден, ама излезе прилично сериозна работата. Така да јас си студирав сериозно, си полагав испити, си одев на пракса по Загреб, по Хрватска. Таму секогаш се знаеше што е радна, што е парадна униформа. Кога сум со часови, кога сум со пракса, јас секогаш носам качкет. А ова е нешто кое што е парадна униформа, каде што ја носи мајстор оџачар. Може да го покажеме логото? Логото е логото е официјалното лого на Сдруженијето на оџачари на Европа, во кое што членуваат сите европски земји од Унијата. Македонија се уште нема комора на оџачари, немаме здружение официјално. Ќе треба и со тоа да се зафатам, изгледа во скоро време. Во последно време повеќе или се повеќе сте во улога на пренесување на знаењето. Не сте вие таа што ги чистите оџаците, туку пренесувате, им помагате на другите да научат како тие да го прават тоа. Колку се заинтересирани?
Малку е чудно затоа што можност за формално образование постои уште многу одамна, некаде 2016, јас само што дипломирав, веќе почнавме во моето матично училиште каде што предавам, Здравко Цветковски. Веќе имаше можност, ги изработив наставните планови, ги изработив наставните програми, според тоа, нели, како јас учев во консултација со Хрватската учачарска комора, што треба, како треба да се постигне за да може да функционира формално образование за учачари. Меѓутоа, иако училиштето распишуваше конкурси долго време, сепак немавме заинтересирани 9 оделенци што би дошле да изучуваат учачарство во средно образование. Но затоа пак неформалното образование за возрастни, тоа многу често, секогаш кога имаме обуки, секогаш се пријавуваат доста луѓе. Со тоа што сега со организацијата на обуките одеше малку потешко, првим беше со Заводот за вработување, имав неколку тури во Град Скопје исто? Да. Последната беше на Град Скопје, пред тоа Завод за вработување заедно со Министерството за труд и социјала, каде што луѓето се преквалификува и каде што нормално си тече обуките, 3 месеци плюс 1 месец работа кај работодавач, се она што е според Законот за образование на Македонија, така што работите се движат во однос на образованието за сега само исклучиво со образование за возрастни. Така, и во меѓувреме после сите овие обуки, колешка добивте, споминавте во последната група имавте Да, девојки? во последната група имав многу млади девојки, имав и колешка од Скопје, која што исто така предава кај мене во училиште, која што е исто дипломиран инженер, како што сум и јас, која што беше многу заинтересирана, која помина обуката и на теоретската, практичната, се што треба, се здоби со сертификат за очачарство, како сертифициран очачар за чадоводни инсталации за домаќинство кои што користат исклучиво цврсто гориво и течно гориво. Додека гасот е прилично комплицирана проблематика, јас тоа го изучував, но не можам да кажам ни јас дека сум експерт во таа област, затоа и тука веќе многу работи треба да им се остават и на машинците и тоа значи дека некојаш се чувствувам дека пола и машински факултет го поминав со сите нели истражувања што мора да се поминат. Дури вака и неформално кога разговарате со средношколците, ако треба да објасните некому, на еден млад човек, каков просперитет или каква перспектива би имал со оваа професија, што е клучното што треба да го знае? Во однос на оваа професија, јас сега предавам исклучиво на дизајнери, меѓутоа и тие се заинтересирани и сето тоа е окей, ама 9 оделенците се изгледа се уште премногу мали за да можат да ја видат целата придобивка. Ова е одлично платена професија. Современото очачарство значи навистина многу интересни, многу поинакви начини на работа од она што луѓето мислат. Затоа што, како што вие рековте, луѓето сметаат дека очачарот оди на кров, спушта ѓуле и завршил работа. Меѓутоа, тоа е многу, ајде да речеме, поедноставено гледање на работите. Современото очачарство значи многу тука има доста мерења во очачарството. Кај нас се практикуваат тие мерења кај големите загатувачи. Меѓутоа, функцијата на очачарот пред се е превентивна. Ние мора да направиме многу мерења, например, отпадните гасови, стакленичките гасови, составот. Со сето тоа јас добивам слика во каква состојба ми е мене ложиштето, печката, во каква состојба ми е очакот. Јас добивам превентивен поглед на тоа што треба да се направи. Кај нас многу често не се третира како е околината околу ложиштето, околината околу очакот, па се случуваат пожари. Се случуваат пожари со човечки жртви. И
верувајте ми, зошто ова го работам? Затоа што јас сум доволно успешна како архитект и тоа е нешто што навистина го сакам. Ама сите овие жртви, сите овие пожари каде што човек за 20-30 минути во оган го губи сето она што го создавал цел живот. А Македонија, сега да не речем, никогаш не била богата земја, луѓето цел живот создаваат дом. Цел живот, како вели мајка ми, куќа. И одеднаш, поради невнимание, поради нестручност, поради недоволна информација, се губи сето тоа за 20 минути и луѓе остануваат на улица. И тоа дури е добрата варијанта. Лошата варијанта е дека некој може да го искупи животот во ситуација каде што се работи за глупаво невнимание. Со чисти оџаци се чува и домашниот буџет, бидејќи така нели подобро се искористува енергијата, но се чува и животната средина, бидејќи нечистите оџаци значат и поголема емисија на оние штетни честички во воздухот кои што ги дишеме сите. Па во овој контекст совесни ли се македонските граѓани, ги почитуваат ли препораките за тоа како беше оџакот треба да се исчисти на почетокот на грејната сезона и Па јас секогаш препорачувам барем 2 пати. Се едно што одлично функционира, се едно што немаме никакви проблеми со тоа дека одлично се грее, одлично влече оџакот, нели како ние велиме секојдневно. Но чистиот оџак што значи? Пред се значи добро согорување, доброто согорување значи подобар состав на стакленичките гасови, условно кажано, не може да биде добар, нели? Пошто тоа се отпадни гасови. Подобра варијанта. Тоа е подобрата варијанта. Тоа значи и контрола на печките, чистење на печките, добрата состојба. Тоа значи дека секојдневно ние можеме да провериме во каква состојба се работите, доколку Македонија би имала оџачарска служба, нешто што ќе биде одредено со закон, на што и работевме пред 2 години со Германската оџачарска комора, законот за ова, кој што некако го дотеравме до некаде, дали е по институции, што се случува со него, не сум запознаена, тоа го тера град Скопје. Но многу се влијае на животната средина. Многу се влијае на воздухот, меѓутоа и не само за загадувањето на воздухот, на почвата загадување и така натаму со третирањето на отпадот. Отпадот од чистењето на оџаци се смета за опасен отпад. Па и тоа е малце, знае да биде проблем. Граѓаните дали се совесни за тоа? Не. Многу ретко се случува да имаме редовни клиенти кои што независно барем еднаш во годината ќе викнат оџачар да се исчисти и да бидат мирни, нели, во текот на грејната сезона. Но пак ќе кажам, многу се фактори, дали тоа дека луѓето финансиски не сме кој знае колку моќни, да можеме да си дозволиме, не знам, сметаме дека тоа не е нешто кое што е нели од круцијално значење, кое што е најважното на свет, секогаш имаме нели други поважни работи. Да, меѓутоа ако треба на одредено време да се смени, на пример маслото во автомобилот или некакви филтри, во овој случај? Да, во овој случај би било убаво, ама тоа нема никогаш да се случи во Македонија се додека тоа не влезе, не дојде до промена. Да, оџачарството од услужна дејност, што е сега, не премине во комунална дејност. Тој момент кога ќе премине во комунална дејност, кога ќе биде обврзувачки, кога не е прашање на моја добра волја, ќе чистам, ај годинава не чистам со 2000-2400 денари, што ќе направам фризура, ногти, што па нема да ги дадам за тоа, па ете, си функционира, нели? Што сега да ги дадам парите кога не морам да ги дадам. За жал многу работи секогаш се поважни од она кое што се однесува до домот, затоа што најчесто и не сме свесни на што се изложуваме, дека опасноста е момент.
на вистина момент. Но кога ќе дојде моментот тако имаме законот, да законот биде функционален, да имаме доволно сертифицирани, обучени оджачари кои што точно знаат што прават, како прават, а не комшијата чистеше кај другиот комшија, па сега ќе го викнам и кај мене. Мислам, човекот може и супер ќе заврши работата, ама колку вие ќе бидете сигурни дека е тоа направено како треба? Оджачарите кои што поминуваат обука кај мене, јас сум сигурна дека ќе работат, ќе завршат работата точно како треба и што треба да се направи. И при тоа е одлична заработка за оджачарите, а за секој од нас па 2 пати во сезона по 2000 денари не е толку страшно. Еднаш на почеток пред да се запали печката, нели, октомври, веројатно тогаш почнуваме, еднаш во средина на сезона, тогаш е многу полесно, тогаш е и поевтино кога нема многу голема работа. И сега имаме случаи каде што се сериозно замастени оджаци, каде што тоа треба сериозно да се помине време со тоа, па има санирање на оджаци, има многу работа. Може би со ваква промена за која што зборувате, тогаш ќе и помладите, не само повозрастните кои што сакаат да се преквалификуваат, значи помладите би биле повеќе заинтересирани, би знаеле дека ќе имаат сигурно работа. Всушност во моментов има ли доволно оджачари, односно луѓе кои што знаат да исчистат оджак колку што има потреба во Скопје, само да речем? Никогаш нема доволно оджачари. Затоа што во досегашниве обуки се поминати 30 оджачари. Тоа за Скопје е премалку, 2-3 од нив беа, имавме од Кочани, имавме од Берово, и не знам од уште еден друг град. А девојките кои што ги споменавте, каде работат сега? Девојките се сега на факултет, тие беа 18 годишни, сега се на факултет и двете Хајрија повремено знае да каже професорка бе фаму чистев, си земав пари. Добро, Хајрија супер и целата работа. Знаете како ми требаше за свадба некој денар, па во комшија исчистив 2 оджака, 3 оджака, си купив фустанче, си платив шминка, па направи фризура, па ноктите ги средив. Да. Значи си го работа тоа? Па неформално и неофицијално. Многу од нив завршија со обуките и воопшто не го работат тоа. Многу од нив, за жал. Така, инаку во однос на едукацијата, освен вака на терен или во пракса, во моментов работите и на пренесување на вашето знаење во меѓу 2 тврди корици, што се вели во книга. Книгата ќе се издава. Јас во меѓувреме собрав уште многу фотографии и така да се она што во текот на предавањата ми требало, што сум го земала од интернет, го заменувам со мои фотографии авторски, се она од цртежи што треба да бидат се авторски цртежи и тоа ми зема малку време, па се уште ракописот не ми е предаден, ама ќе биде за недела-2 даден и за 2 до 3 месеци веројатно ќе излезе книгата. Тоа е нешто што ќе им користи на сите потенцијални идни оджачари? Па да, знаете, јако мене ми е убаво, нели, единствениот дипломиран оджачар во земјава, ама кога целата работа во цела земја треба сами да ја завршите, знае да биде некогаш на вистина напорно, покотово што јас работам и како проектант, дизајнер и како некогаш енергетска контрола работам, меѓувреме пишувам учебници што се однесуваат за дизајнери, за средно стручно образование и за архитекти. Плюс си предавате и во училиштето? Плюс предавам во училиште, плюс сакам да патувам, многу патувам. И во таков случај добро би било да има некој друг тука на кој што би знаеле дека нели можете да се подпрете. Кога вас ве нема, некако да се подели товарот или обврските, иако како што велите. Со книгата многу работи би требало да се подобрат, затоа што и во други градови веќе би можело да се работат малку постручни обуки, иако во Штип сега има некаква обука, Битола има, меѓутоа не
според мене не е на тоа ниво на кое што ние овде кога ги правиме обуките. Со книгата многу работи ќе се олеснат. Според народното верување, средба со оџачар носи среќа. Дали средба со оџачарка тогаш е двојна среќа? Како да го протолкуваме? Па двојна. Јас доаѓајќи наваму луѓе со капата ја која држа во раце, не ја носев на глава, ќе ме застанеа и ко може да ве поздравам, може да се сликаме две двојчиња сега, може да се сликаме со вас. Океј, добро, супер. За среќа, професорка, за среќа, добро. Во тој случај ќе ви кажам двојно благодарам за тоа што денеска ни гостувавте во подкастот Зошто. Задоволството е мое. Ви благодарам за вниманието, се надевам дека овој разговор ви беше интересен, но и корисен.